Миријана Чакарова од МИА, пчеларите велат дека во овој период се на удар се пчелните семејства поради новите мерки за забрана за движење, бидејќи голем дел од пчеларите се постари лица над 67 години. Дали се размислува за нивно исклучување од забраната или пак евентуално издавање на дозволи за движење и кога би се реализирало тоа? Знаеме дека владата донесе една таква забрана во која што лицата над 67 години имаат ограничено движење преку денот. Ова мора да го почитуваме, но секако дека следејќи ја состојбата и активностите кои што допрва доаѓаат и ќе земаат се поголем интензитет на работа на поле, конкретно случај кај пчеларите, ќе ги разгледуваме нормално, но апелот е тие да се придржуваат и сите обврски кои што може да ги завршат да бидат завршени во периодот во кој што досега важи забраната. Следно прашање исто од МИА, кога ќе се исплатат субвенциите за тутунот? Денеска завршуваат и последните проверки кои што треба да ги направат од страна на платежната агенција. Иако ние очекувавме со една побрза динамика, она што може сега да се каже, јас би ги замолил само тутунопроизводителите за едно трпение, имајќи ја на ум и целата состојба која што се случува. Знаеме дека буџетското планирање е во делот на приходите, кое што треба да се очекува постојано, но во моментот со однос на состојбата која што е, каде што имаме забавени приходи, каде што знаеме дека и фирмите затворени, знаеме дека најголемиот дел доаѓа од ДДВ-то, каде што е слаба наплатата во моментот, затоа исплатата на тутунопроизводителите ќе биде завршена, но би ги молил само за едно трпение во овој период. И уште едно прашање од МИА поврзано со темата односно исклучувањето на земјоделците од забраната за движење. Какви податоци треба земјоделците да доставуваат до подрачните единици? Ние рековме дека за земјоделците кои што имаат потреба за движење од поголем радиус, ќе треба да достават податоци во подрачните. Ја ќе искористам една прилика за дообјаснувањето, што значи дека земјоделците ќе имаат слобода на движење по еден член, односно носителот или членот регистрираното земјоделско стопанство. Секако дека мора да се пази дека и до 67 години постари лица нема да бидат издавани дозволите. Барањата може да ги доставуваат по телефон, директно до подрачните единици или на мејл, но она што треба да го кажеме дека податоците кога ќе се јават телефонски, што треба да ги достават, а тоа е преку име, презиме, матичен број, каде што веќе нашите вработени може да ги проверат во единствениот регистар на земјоделски стопанства, и клучното што треба земјоделците да достават тоа е нивниот имејл или имејл кој го користат, дали они лично, дали од некои блиски, бидејќи дозволата која што се генерира директно доаѓа на нивната имејл адреса, при што се печати и таа може да биде користена. Согласност се дава, што рековме, за движење од адреса на живење до фармата, доколку е фармата надвор на адреса на живењето, за оранжериите, кои што можат веќе за преку викендот да го користат и ова. Секако дека се наведува локацијата, односно КП бројката, каде што треба да се движи земјоделецот. Ова барање кое што ќе биде доставено се издава во најбрзо можно време, односно доколку преку подрачните единици се достават во текот на денот, ние како министерство ги доставуваме до Министерството за информатичко општество и администрација, каде што рековме дека тие автоматски се генерираат. И ќе повторам, клучното е да мора да се остави еден имејл кој што ќе можат да ја добијат дозволата, а при тоа и да ја испечатат. Игор Манасиевски, Канал 5, дали ќе се преземат мерки за заштита на производителите на краставици кои имаат проблем со увозните краставици од Албанија? Она што би можел да го кажам околу податоците и увозот на краставиците конкретно или други градинарски производи, и ако ги споредиме податоците, може да увидиме дека од 1 јануари до 25 март, кај што ги имаме податоците, оваа година, од страна на Албанија во државата се увезени некаде околу 340 тони, но за споредба дека минатата година, 2019, во истиот овој период, се увезени 640 тони.
зборуваме за едни мали уноси односно увози на краставица, кое што во моментот не би требало да има пореметување на домашниот пазар, но и секако ние како членки на ЦЕФТА организацијата, трговијата помеѓу земјите е слободна. Сузана Фиданска, Македонска телевизија. Министре, ако може да ја објасните владината мерка за отстапка на земјоделците производители од полицискиот час, за кого конкретно ќе важи и како ќе можат да се движат? Отстапката рековме дека во зависност од рестрикцијата на времето, односно преку викендот, кога нема никаква забрана, земјоделците може да се движат слободно, но во време на забраната, значи, земјоделците во конкретен случај раноградинарите кои што имаат потреба за активност на поле, во тој случај тие може да се движат, но исклучиво од местото на живење до нивата или до пластеникот каде и да го имаат. Со таа една препорака да сето ова се почитува, ова да кажеме одлуката од страна на владата и да не биде злоупотребена. И последните две прашања се од Анета од вечер. Што ќе се случи со зелката, затоа што почнува откупот, како ќе биде извозот, бидејќи некои предлагаат да се зголеми продажбата на зелка, но и на другите градинарски производи на домашниот пазар, особено повеќе домашни производи да се продаваат, дали се размислува за таква опција и како оди извозот на другите производи, дали има застој поради предвидениот карантин за камионџиите од 14 дена? Во моментот почнува извозот или бербата на раната зелка, каде што, иако на почетоците имавме едно забавено движење преку границите, токму од на почетокот каде што постоеше таа можност да самите возачи после враќањето бидат 14 дена во изолација, но веќе во последната недела овој проблем е надминат, што значи дека домашните возачи добиваат дозвола и по враќањето во државата немаат обврска да останат 14 дена во карантин, секако постојќи го и почитувајќи го протоколот кој што мора да го почитуваат, а тоа е носење на соодветна заштита, дезинфекција, движење. Но истото правило важи и за возачите кои доаѓаат од другите држави, значи немаат забрана, но исто така мора да го почитуваат и тој протокол. Што се однесува до раноградинарските производи кои што во моментот, а тоа е зелката, рековме, потоа сега се слушавме од Сабајлево и околу раната пиперка која што имаат. Проблемот, ако може да се каже, знаеме дека не само околу движењето, туку намалената побарувачка на самите пазари, се со цел бидејќи знаеме како е и околу продажбата. Во регионот пред се нашата зелка се извезува надвор и таа е за извоз. Домашниот пазар е многу мал. Колку и да се влијае на покачувањето и барањето на повисоките цени, проблемот не може да го реши затоа што понудувачката е многу поголема на домашниот пазар од побарувачката и во тој случај единствено останува да бараме чаре, а ние сме во комуникација и со производителите, и со извозниците, и со превозниците, како е можно што поголема количина на раноградинарски производи, конкретно на зелката, да биде изнесена на надворешните пазари. Добро, дали се размислува за опцијата за надомашен пазар повеќе да се продаваат? Препораката која што се упатува дека домашните потрошувачи да купуваат што е можно повеќе домашна зелка, но и од податоците кои што ги имаме, а тоа можем да го кажем од страна на царината. Пример, само во овој период, за зелката зборуваме, од Албанија, значи од 1 јануари до 25 март се увезени само 74 тони, а додека за истиот период се увезени 113, но и ако погледнеме статистиката дека во овој период се увезувала зелки од Грција, Италија, Мароко и Србија, во овој момент, значи досега, од нова година до сега, немаме нити 1 килограм увезено од овие држави што ги споменав, така да се е оставено да домашната зелка има поголем простор на домашниот пазар, а секако реков, нашата заложба е и мора да следиме, бидејќи производството е толку големо да единствено не спасува, што би рекол, само ориентирани према извозот.